У собрание не им гласа закон за бранители и им оди демек на бранителите на учест на бранителите. Чест на играле бранителите фудбал. фудбал играле. Браво. Плакетата На бранителите зашто и на е? нивните семејства им треба Можеме да видиме, извини, им Мечка. треба закон за бранители за да добијат обештетување, некаква сатисфакција од државава, а не да играте фудбал. Гледа човекот. Не, дефинитивно е болен. И што побрзо Собрание се не излечи, гласа закон за А бранители, оди на- да. а оди на турнир на демек за турнир бранители. за бранители, за загинатите бранители од 2001. Ако- Па какво лице има да се појави таму, не ми е јасно. Ако А што се овие што седат околу кој него? лице, Кој бе овие Па што што му фали седат? на него Па на тие, лицето? Што со се овие што паклите седат се. околу него? прашањето е какво лице имаат овие кои што седат таму да го примат. Да. А не он како отишол. Да, и тие точно во право Со си. кола, со делегација, полиција, го однеле. Прашањето е овие што седат таму со какво лице Ова е, го примаат. немам коментар. Така да. Да. Со засркнување веројатно. Не, У ова е собрание мизерија. не им гласа Ова е закон. мизерија. У собрание не им гласа закон за бранители и им оди демек на бранителите на учест на бранителите. Чест на играле бранителите фудбал. фудбал играле. Браво. И плакета, само плакетата Абе не им видов треба на што има- фудбалери, на бранителите да изигравате фудбалери. На Плакетата бранителите и зашто на е? нивните семејства им треба Можеме да видиме, извини, им Мечка. треба закон за бранители за да добијат обештетување, некаква сатисфакција од државава, а не да играте фудбал, Затоа што тие да деца пиете- се останати без родители. да пиете Или- пиво и да јадете скари. Им треба Плакетата не знам. Па и плакета му даваат. Браво. Плакета за предавството, тоа е плакетава. Срамота и мизерија. Немам друго што да кажам. Ајде да го видиме Мицко како ќе игра шота. Ајде да видиме. Ајде. Кога сме кај собранието, едно од прашањето е што има да кажете за изјавата во парламентот дека Шота ќе се играло, додека пусти албанецот и ќе пусти во Македонија. Шота ќе се игра и во Приштина, и во Тирана, и во Скопје, додека овој свет ќе постои и последниот албанец во овој свет. Шота се играло и ќе се игра. Исто како што се играло и ќе се игра коло. Исто како што се играло и ќе се игра чочек. Нашите молитви кои што се свети, ние ќе ги практикуваме таму каде што е потребата да се практицираат. Додека Тоа се играло со векови, се игра денес и ќе се игра и во иднина. и треба да се свестите дека ние нема да дозволиме ова претерана албанофобија. па не, добро. Што да ја коментираме? Да си ги собереш парталите Мицко и Шота да си играш и да не те гледаме од тука. Толку имам ја да му кажам. Сигурно. Сега ќе ги собере и не. Шота ќе Не, игра. па добро, не, што, не. Ке се игра шота? Нека си игра Да бе ти го Шота. вреѓаат народот. Да ти глумат жртви. Да те понижуваат. И ти да си прв меѓу еднаквите. И да си избран да го водиш овој народ. И да речеш ке си игра шота. Не бе, тебе више не ти е гајле. Не ти е гајле. Заврши ти работа. Мицика, терај брат. Шота играјте. Све да правите таму. Па види, ништо чудно. Да се молите у собрание и така натаму. Значи Мислиш не е да се проблем. клањаат. Не е проблем што се игра шота по држава, луѓе се играат, најнормално. За 2 август е проблем кога се игра шота. Тоа е проблемот. Не, символиката ние дискутираме. Не орото како е, дали е Така Шота, е, дали е така Пајдушко или не така знам е, што. ние ја коментираме заканата што- на пратеникот од Да. Влен. И Мицко ја потврдува заканата на Да, пратеникот од Влен. Браво. Браво Мицко, само напред и види како беше коловоѓа на Шотата. Види,
Кога ќе размислам вака со се ова што се случува за толку кратко време, ништо чудно христијан да работи на агендата за албанизација, за голема Албанија. Немам друго што да кажам. Сигурно е сценариото тоа, од негде мора да почне. Друг таков ментален склоп кој христијан не можеш да најдеш. Најадекватна личност, мислам дека е он за почнување на процесот за голема Албанија. Друго, стварно немам објаснување. Човекот е најадекватен да биде... Директор на Бардовци. Нека ми простат. Не. Човекот не е соодветен за директор на Бардовци, човекот е соодветен да биде лажго. Рената Насева, ти благодарам за донацијата. Ајде да видиме следно што има. Ајде да видиме за името, да почнеме првин со она што го кажа вчера кај Ландов, а после тоа ќе потсетиме, бидејќи се тоа подолги видеа, ќе потсетиме у етапи што збореше Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМН од опозиција. Жалам уште еднаш кога ќе кажам што многумина го видоа вистинското лице на Христијан вчера кај колегата Ландов. Убаво. Не, ја не се ситам. Не се ситам затоа Убаво што што си го покажа сите го живе. лицето. Ама не можеш он да избега од тоа. Ајде. Да, само Ајде да беше го видиме. времето. Прашање на време. Да. Ти го исече од кај Ландов што збореше за името? Добро, пушти први со старите, ќе го средиме тоа. Тоа нас добрување, сето она кое што е во насока на зголемување на квалитетот и враќање на изгубените позиции, кои што овој уценет видовме денеска премиер под притисок ги потпишал, ние сме тука да ги Преспанскиот договор, вие нашиот став го знаете. Погрешна е тезата. Ние имаме против содржината на тој Преспански договор. Затоа што цврсто веруваме дека на тој начин некој се откажа од македонскиот идентитет. Па 21 век сме. Па ние се само откажавме од принципот на самоопределување. За каков бетон збориме, за каква арматура. ВМРО-ДПМН смета дека Преспанскиот договор, начинот на кој што беше преговаран, начинот на кој што беше потпишан и неговата имплементација потоа не ги прифаќа, се против тоа, сметаме дека е лош договор, дека е капитулански договор и ние позади таа позиција стоиме. Има два начини да се направи тоа. Првото е да освоиме двотретинско мнозинство на овие избори, за да можеме да пристапиме кон промена на уставот и да го вратиме старото име. Доколку граѓаните не ни дадат толкава поддршка, тогаш треба да направиме една брза серија на реформи, да ја ставиме Македонија практично на брза трака, да пробаме, еве да не давам рокови, но во скоро време да станеме членка на Европската унија и кога ќе сме на иста маса со Грција да пробаме да ги именуваме работите. Значи ние и како генерација политичари, но и како партија не се откажуваме од битката против Преспанскиот договор, затоа што тој нанесе штета на Македонија. Да, доколку ВМРО-ДПМН на следните парламентарни избори добие поддршка и бидеме во ситуација да го обезбедиме тоа мнозинство, ќе вратиме назад сите неправди кои што ги направивте. И бидете повеќе од сигурен во тоа. Поисполнети се сите услови. Точно. Така. Сите услови што ги барале Мицковски, Николовски и Јануш се исполнети. И зашо не го враќате име? А? Пошто не може да го вратат за тоа. Спремно ни е тоа видеото од Мицко? Чекај, знам за кој збориш од Хрватска. Прво тоа ќе го пуштиме. Кога Не, кажа... не, од вчера. Не е спремно. тоа спремно. Вчера кај Ландов, Да. Мицко вика: еве кажи ми Ландов како да го ако ми каже некој како да го сменим името, да го вратиме, јас ќе го сменам. Па еве Александар Николовски му кажал. Начинот на кој што ќе се смени името е да ќе го вратиме старото, и ако ни даде народот двотретинско мнозинство. И тогаш они ќе можеле да го вратат уставот. Ти даде народот двотретинско мнозинство.
Сега што не го вратиш името? Сега зошто Мицковски бара решение? Нели си му дал решение? Народот ви даде, што баравте, двотретинско бујрум, вратите го името. Сега зошто не го вратите името? Сега што имаш Сега проблем? зошто Мицковски го прашува новинарот, кажи ми како да го вратам името. Па нели Ацо знаеше? Ацо ти кажал. Нели знаеше како да Не го бе, Ацо му кажал, Ацо знае. Што не го де? праша Ацо? Јануш знае исто. Што не го праша Јануш? Он кажал, има, рече, може, ако имаме такво мнозинство, оп, ќе го вратиме. Што не го вратите? Зашто не го вратите името? Што правите будала народов се? Што го правите будала народ? Две третини, еве ви две третини. Ај вратите го се името. Сменете го уставот и вратите го името. Сега он го прашува новинарот како? Нели знаеше? Како да го врати? Истото и за референдумот со Бугарија. Како да го Он вратам? нудеше референдум со Бугарија. Да, вика, и сега како «А што да го ако вратам?» А што ако не успее референдумот? А претходно викаше дека правил детална анализа, у партија разговарале со експерти. Ја стварно не знам, можеби стварно се работи за Гледајќи подвоена ја личност. кадровската политика на Мицковски, сега ми е јасно со какви експерти се консултирал. Слаби кадри, бе? Слаби. Немам збор. Што да кажеш? Јане Марковски вика затоа што се мачиња шугави. На Фејсбук. Дај види што имаме на Фејсбук. Не бе, гледам. Мјау. Види, јас гледам тука во Љубанци, еден од гледачите исто подсети. Позади Мицковски, не знам дали ја има режија сликата. Ај видете на Фејсбук, отворете па ќе дискутирам. Не другите, Тарчуловски да го видиме позади Мицковски, кој што исто не знам како не му е срам или да го подчукне да му каже околу законот за бранителите. Тарчуловски седи, да. Седи позади него, го виде? Ама сега он то бранител бил одамна, сега е бизнисмен. Него не му треба законот за бранители. Он има доволно, не му треба законот за бранители, си работи, бизнис тера. Методи Панчевски вика, позади него. ама Апасиев ќе го вратал. Апасиев рече дека ќе го врати. Апасиев рече дека ќе го врати името. Дајте му Ќе видиме двотретинско. дали кој ќе му даете двотретинско множество или кој ќе победи на избори, дали ќе го врати името. Не, види. Па тоаш можеме Секој да што ќе коментираме. каже дека ќе го врати името, треба да се праша како. Да го најде начинот, процедурата како ќе го врати. Тогаш може сериозно да го сватам дека вистина разработиле шема или разработиле систем како да го вратат името. Еве го, Тарчуловски, еве ти го тука. Позади него му го чуваа грбот. У хак беше човеков. Лежеше во хак за 2001. Беше и обвинет. И сега седи позади него човекот кој што денес кажува дека законот за бранители нема да се донесе. Ама затоа законот за да ја заглави државата, за да земе кредит од Унгарија, ќе го донесат по брза постапка. Нема, малку, И тоа треба да го издискутираме. малку сакав околу името. Значи ние сме кажале Проблемот е што Тарчуловски нема потреба да се буни за законот за бранители од проста причина што дека Сузи Сузана е во право. Вртат 100 камиона, нема проблема. Он него не му требаат еднократна парична помош од државата на Јохан. Него не му треба. Да, ама во Љубанци загина луѓе. Ама даде, ама него не му треба. И затоа не се буни за законот. Он нема потреба. И сега пак доаѓаме до тоа дека он седи таму, а во позадина луѓето што се во Исто село бранители, од селото, они- да. Он за тие таму кај што поминува, кога е без Мицковски и без обезбедување, не му е срам. Сакав околу името Чудна ти е природа, човечка. да искоментирам. Значи, од враќањето на името
Мичковски сега се обидува да направи дека е тоа некаков невозможен потек и недостижен и така натаму. Ние во ова студио сме збореле дека враќањето на името ќе има последици по државата. Тоа е факт. Но, за да го вратиш името, треба да ги известиш Обединените нации едноставно со писмо дека името на државата е променето. А претходно треба да имаш 80 пратеници кои што ќе гласаат за отворање на уставот, менување на амандманите каде што е Република Северна Македонија со Република Македонија и да го затвориш уставот. Процедурата е премногу едноставна. Сега Руфтоп, викам Мечка, знам дека не ти се оди за Америка, а прашањето ми е дали си ти исто на црната листа? Не знам, ете, амбасадорката најави дека ќе се проширува Ја на листата. А зашто не би сум бил на црна Мечка на црна листа, не знаам. Јас сум на листа на State Department, ама State Department пишуваше во моја одбрана. Кога ме гонеше судството кој што расцета како пупка. Тогаш ме гонеше тоа судство и бев State Department пишуваше во моја корист. Иначе сум член на најстарото новинарско здружение во Америка. Така да не знам од кај ти е мовето. Дали сум републиканец или демократ? ВМРО-вец. Јас сум ВМРО, брат. А кога би бил американски државјанин, веројатно републиканец бил. инаку. Овој како си каже, о, Брајан, испадна управо човекот. Како ни рече, од овој човек никола не би купил. И сега гледаме зашто. Зашто? Ние знаевме зашто, сега вие гледате зашто.